На денешен ден во 1558 година починила англиската кралица Мери I Тудор, која се обидела да ја врати Англија под папско влијание и поради прогонството на протестантите ја добила прекарот Крвава Марија, пошто на престолот се искачила незината сестра Елизабета I. На денешен ден во 1800 година Американскиот конгрес за прв пат се состанал во новиот главен град Вашингтон, а претседателот Џон Адамс станал првиот станар на подоцна познатата Бела куќа. На овој датум во 1869 година бил отворен Суетскиот канал, изграден под раководство на Фердинанд де Лесепс, поврзувајќи ги Средоземното и Индискиот океан. На овој датум во 1913 година првите бродови поминале низ Панамскиот канал, кој официјално ќе биде отворен една година подоцна. На денешен ден во 1917 година умрел Огист Роден, големиот француски скулптор чија работа оставила длабока трага врз европската уметност. На денешен ден во 1938 година починал Анте Трумбиќ, еден од клучните политички актери во формирањето на југословенската држава по Првата светска војна. На овој датум во 1947 година била отворена пругата Шамац-Сараево, изградена од младинските бригади од цела Југославија. На денешен ден во 1954 година Гамал Абдел Насер станал шеф на државата во Египет по падот на претседателот Мохамед Нагиб. На овој датум во 1976 година Кина ја изведе најголемата нуклеарна експлозија во атмосферата. На денешен ден во 1989 година протестите во Прага прераснале во масовен марш против социјалистичката власт со бројни уапсени и повредени. На овој датум во 1989 година 90 рудари загинале во едно од најтешките несреќи во рудникот Морава, кај Алексинец. На денешен ден во 1997 година милитантната организација Ал-Гама Ал-Исламија убиле 62 лица во нападот кај храмовите во Луксор. На денешен ден во 1998 година израелскиот Кнесет го ратификувал патниот договор за пренос на делови од окупираните територии на палестинската самоуправа. На овој датум во 2001 година во Косово се одржиле првите парламентарни избори по доаѓањето на меѓународните сили со убедлива победа на ДСК на Ибрахим Ругова. На денешен ден во 2005 година Ричард Холбрук ја добил Дејтонската награда за мир за својата улога во завршувањето на војната во Босна и Херцеговина. На овој датум во 2013 година 50 лица загинале во авионска несреќа при следувањето на аеродромот во Казан, Татарстан. На денешен ден во 2015 година Институтот за економија и мир објавил дека во 2014 година биле убиени 32.658 луѓе во терористички напади со драматичен раст во однос на 2013 година. На овој датум во 2018 година по една година потрага на длабочина од 870 метри бил пронеден потонатиот брод на аргентинската подморница со 44 членови на екипажот.